It was our time to party big. What the fuck is going on out here? No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops hit them, flip it around. Claps and honks and a cat meows twice. A robot voice says, oh that's nice. Wub 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 like a washing machine. This track's the weirdest thing you've seen. Laser stops and a fart for flair. A monkey scream pops out of nowhere. You hear a kazoo, then a random cheer. It's chaos, but it slaps my dear. И добро дојдете повторно на каналот кај Бет Тичер Крипто и денеска ќе разгледаме докаде сме во циклусот и што да очекуваме во следниот период. Ќе прикажеме секако некои новости што се случувало во претходниот период. Во првиот што ќе погледнеме, имаме една интересна слика каде што можеме да забележиме дека голем број на адреси кумулирале во фазата кога паѓавме надолу. Тоа значи дека паметните пари всушност го купувале дното, ако тоа е дното. Втората слика е дека повторно имаме огромен број на ликвидации кои што ја спуштаат повторно цената до 109-110 илјади, а верувам дека и ќе продолжат и натаму, бидејќи погледнете на 106.000 имаме огромна количина на леверидж позиции, исто така и на 104.000, така да моментално, доколку го погледаме чартот на биткоин, имаме всушност и fake day cycle, што значи дека доколку го пробиеме тој day cycle, значи дека има повторно движење надоле, а доколку погледнеме на чартот, можеме да изброиме тука, можеби ова е краток циклус, каде што го пробиме претходното дно тука, и со самото пробивање можно е да имаме и failed cycle, што значи тоа, доколку се навратиме назад, можеме да погледнеме тука, каде што големиот циклус траел 65 дена, а во средината на тој циклус сме имале и огромни ликвидации, каде што биле ликвидирани голем број на позиции. Доколку тоа е планот повторно, тука имаме единствена разлика во времето, бидејќи доколку го споредиме ова, имаме некаде продолжување на овој циклус, а доколку тоа би се случило секако, околу 80 до 90 дена, и доколку измериме сега со Фибоначи да видиме каде би можела таа цена да не одведе, всушност би не одвело до 97-98.000, но сега за сега тоа не е во планот, барем се додека сме тука. И всушност ова ќе биде новата тренд линија која што сакаме да ја следиме, и со пробивање на оваа тренд линија би можеле да очекуваме повторно движење нагоре, или пак да ја достигнеме оваа зона повторно 102.000, да се ликвидираат тие позиции кои што моментално ги видовме, да се наруши сентиментот, и тоа всушност ќе биде неделен циклус каде што би поставиле една тренд линија и неделниот циклус тука би се формирал, и доколку овој циклус се формира би требало да биде пократок, околу 30 дена. Тоа би се случило од некаде 17-18 ноември па се до можеби 1-2 декември, да го формираме тој day cycle и
да го проследиме финалето за биткоин, доколку тоа е планот, но првично мора да го формираме тоа неделно ниво на циклусот, за да можеме да бидеме сигурни дека е формирано и доколку повторно имаме пробивање, значи дека веќе сме во bear market, но тоа за сега не можеме да го видиме, бидејќи треба да се исполни и да помине тоа време. А доколку погледнеме на дневно ниво, можеме да забележиме дека повторно MACD почнува да паѓа полека. Исто така имаме бели линии тука, така да тоа би можело се да заврши повторно во надолна насока, доколку го погледнеме и овој индикатор, се заоблува тука и веројатно би проложил надоле и можеби тоа би било формирање на тој неделен циклус кој што го очекуваме и големи се шансите дека овој циклус би можел да биде и продолжен и да навлезе во следната година, така да ќе оставиме на времето да видиме што ќе се случи. Доколку погледнеме Етериум и поставиме една тренд линија тука, можеме да забележиме дека всушност го ретестира ова ниво на претходните all-time highs тука. Погледнете, се уште немаме затворење на неделна сеќа испод оваа линија, бидејќи тоа е многу битна линија за продолжување на Етериум во нагорна насока, така да останува да видиме. Истојот временски период останува и за Етериум, кога биткоин би се придружил нагоре, би можело да очекуваме дека и Етериум истото ќе го направи. И погледнете, имаме уште недела, 2, 3 максимум да видиме каде ќе се одвие оваа цена. Моментално на неделно ниво за Етериум, погледнете, имаме прекршување на овие две линии, што значи дека имаме повторен пат. Овој индикатор се придвижува надоле, но треба да биде придвижен повторно во нагора насока, доколку сакаме да очекуваме поголеми цени за Етериум. Така да верувам дека тоа во следните неколку недели би го знаеле и можно е да имаме пробивање и нови all-time high за Етериум, што всушност и го очекувам. А доколку го погледнеме златото моментално и ќе сватиме многу работи од чартот на златото, погледнете. Имаме формирање на 1, 2, 3, четврт, right translated cycle, погледнете тука. Веројатно ова е формирање на дното на циклусот тука, на овој четвртиот бран, а тоа е right translated, што значи дека би очекувале да биде left translated и доколку го измериме, циклусот тој трае околу 20 до 28 дена, 20 до 28 дена, погледнете каде се паѓа. 25 ноември до 5 декември, така да кога златото ќе го формира својот врв, верувам дека биткоин ќе продолжи во нагорна насока, бидејќи споредуваме неколку пати чартови тука дека прво оди златото нагоре, а потоа биткоин го следи тоа движење. И доколку ја погледнеме сега доминацијата на биткоин, после ова враќање огромно надоле, гледаме дека повторно се придвижува нагоре, имавме огромно движење нагоре, но сето тоа е повторно консолидација, така да останува да видиме што ќе се случи. USDT имаме прекршување, погледнете, повторно, доколку ја поставиме оваа тренд линија повторно тука, значи дека големи се шансите со прекршување на оваа тренд линија. Погледнете каде би отприлике би можела се прекрши таа линија средината до крајот на ноември, за да можеме да добиеме повторно движење на биткоин нагоре, а ова USDT доминација да падне повторно надолу, но
тоа се ќе оставиме да видиме што ќе се случи. Сега за сега USDT доминацијата повторно расте, што значи дека имаме очекување за пад на биткоин, дали поголем, помал, не можеме тоа да го знаеме. Сега за сега барем, доколку погледаме некои од алткоините кои што ги следиме, чисто да видиме каде се наоѓаме исто така испод оваа тренд линија тука, што значи се додека сме тука. Погледнете како се ресетирава сентимент. Имаме исто движење навале, што значи дека би можеле да очекуваме уште пад или пак консолидација пред да се продолжи нагоре. Тоа е за линк, рендер, исто така ја достигна оваа зона која што и беше очекувана на овој канал и сега може да имаме некако движење тука повторно да поминеме нагоре, но тоа ќе оставиме на времето да видиме што ќе се случи. Injective Protocol исто така во таа зона која што очекуваме огромно движење надоле, ликвидација тука веројатно на позиции и повторна акумулација, така да ќе оставиме на времето да ни покаже што ќе се случи со овие алткоини, а верувам дека имаме потенцијал за повторно движење нагоре, но треба повторно да се помине некој период во акумулација за тоа да се случи. И за крај да го погледнеме повторно биткоин, тоа би очекувале сега, може би некакво движење во овој обсек тука, повторно ликвидација на овие позиции тука, формирање на ова day cycle и повторно враќање на цената во тоа финале, доколку тоа е планот, тоа ќе биде големо ресетирање на сентиментот, а тоа е оно што го очекуваме во третиот дел од циклусите, бидејќи се наоѓаме во тој дел каде што треба да се ресетира сентиментот, како што го имавме тоа тука, го имавме во овој голем бран, тоа е четвртиот бран, а верувам дека и ова е четвртиот бран и затоа е толку комплексен со огромен број на ликвидации, каде што се откажуваат голем број на луѓе, бидејќи се ликвидирани и оние лонг позиции, и оние шорт позиции, и голем број на луѓето не знаат каде се наоѓаат во овој пазар, но доколку ги следиме циклусите, можеме многу добро да видиме каде сме и доколку има познавање од Елиот теоријата, можеме да знаеме каде се наоѓаме во циклусот, а верувам дека сме многу касно во циклусот, така да ќе оставиме на времето да ни покаже што ќе се случи и како ќе излезе сето ова. Така да, период. Толку од мене за денеска, се гледаме во следното видео. Поздрави, чао, чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my